Ви благодарам, председателе. Почитувам председател на Собранието, почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност. Со предлог Законот за судскиот совет денеска го отвараме сетот реформски закони, ветување во основа на која ја добивме довербата на граѓаните и истата треба да ја оправдаме. Со ова законско решение испраќаме порака: реформите во правосудството не се декларација, туку наша обврска која почнуваме да ја реализираме. Ова е почеток на донесување на квалитетни и одговорни закони, креирани преку јавен, отворен и транспарентен процес. Судскиот совет, како самостоен и независен орган во судството, има должност да го заштити интегритетот, угледот на судиите и независноста на судството во целина. Судскиот совет, за жал, изминатиот период беше предмет на политички притисоци која загрозија неговата независност. Акумулираните проблеми кои со години не биле навремено и правилно системски адресирани, немањето на транспарентност, движењето по надолна линија кое е констатирано во сите извештаи на релевантните меѓународни фактори, резултираат со голем процент на недоверба на граѓаните во правосудниот систем. Констатираните слабости, како недоволната транспарентност и отчетност, политичкото влијание врз работата на Советот, големиот број на правни празнини, непрецизираните критериуми за избор и оценување на судиите, неефикасните механизми за одговорност на членовите на Судскиот совет и судиите, недоволната дигитализација и административна подршка сублимираат и адресираат огромна потреба од донесување на измени и дополнување на постојниот закон за Судски совет. Бројните предизвици со кои се соочи Судскиот совет, анализите на меѓународните организации, особено на Европската комисија, на невладините организации, на експертите од областта на правосудството, укажуваат на јасната потреба од системско уредување на положбата, надлежностите, критериумите и процедурите поврзани со работата и функционирањето на Судскиот совет. Причините за донесување на измени и дополнување на Законот за Судски совет произлегуваат пред се од препораките на оценската мисија на Европската унија, како и се разбира од недостатоците и правните празнини во постоечкиот Закон за Судски совет. Главна цел на овој закон е отстранување на лоцираните слабости на постоечкиот Закон за Судски совет. Целта на оваа влада и на владеачкото парламентарно мнозинство е јасна: правила наместо импровизации, одговорност наместо недопирливост, јавност и транспарентност наместо затворени процеси. Со вака предложеното законско решение се уредуваат сите клучни прашања: изборот, одговорноста, мандатот на членовите на Судскиот совет, начинот на работа и одлучување, како и изборот, оценувањето и одговорноста на судиите и претседателите на судовите. Јасно е дефиниран во предложеното законско решение и принципот на политичка неутралност, односно членовите на Судскиот совет не смеат да членуваат во политички партии и според мене ова е темел и основа за независно судство. Согласно препораките од оценската мисија е доуредена и постапката за разрешување на председателот на Судскиот совет и со овој предлог закон се овозможува и воспоставува транспарентен и мериторен избор на членовите што ги избира Собранието. Членовите што ги избира Собранието по предлог на председателот на Република Македонија треба да бидат од редот на универзитетски професори по право, адвокати, поранешни судии на Уставен суд, односно лица кои ќе ги исполнуваат законските услови, се извинувам, со докажан интегритет во областа на правосудниот систем. Процесот на селекција на несудските членови повеќе нема да биде затворен и нејасен, туку заснован на заслуги, јасни услови и токму онака како што препорачуваат меѓународните стандарди и Венецијанската комисија. Особено значајни според мене се измените во делот на одговорноста на членовите на Судскиот совет, каде јасно се уредуваат основите и постапката за дисциплинска одговорност. За потешките дисциплински прекршоци се формира независна комисија која е составена од суди од апелациониот суд, Врховниот суд избрани по пат на ждрепка, и со формирање на ваквата комисија се исклучува секакво сомневање за влијание или селективност. Предлог законот за изменување на Законот за Судски совет носи суштински измени и во постапките за избор и одговорност на судиите, каде се утврдени јасни критериуми,
право на тужба до управен суд за неизбраните кандидати и се напушта досегашниот концепт затворен жалбен концепт. Ова е чекор кон вистинска правна заштита и фер постапка. Сите овие решенија предложени во ваквиот закон се меѓусебно поврзани и имаат една цел – судски совет што ќе работи транспарентно, јавно, одговорно и професионално. Со овие законски измени покажуваме дека законите повеќе нема да служат за заштита на поединците, туку за заштита на правдата, институциите и јавниот интерес. Како пратеник од владеачкото парламентарно мнозинство ќе дадам подршка на предлог законот за измени и дополнување на законот за судски совет и ги повикувам и останатите колеги пратеници да го направат истото. Време е правдата да биде правило, а не исклучок. Ви благодарам.